Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновото издание на Очи во очи. Денеска со мене Сања Савеска, правилата се исти. Јас сум тука да ја поставам темата и секако да ги чујам вашите размислувања на она што денес е во центарот на вниманието. Секако дека ја очекувавме возвратната посета на министерот за надворешни работи на Грција Кодзијас, кој што денес оствари средба со нашиот министер за надворешни работи, неговиот колега Димитров. Во продолжение ќе ја погледнеме, односно ќе го погледнеме прилогот на колегата Сејат Ризвановиќ, кој што ја проследи посетата на грчкиот министер за надворешни работи и секако неговата изјава во однос на тоа какви се очекувањата и што е она што Грција очекува и сака да се случи на Македонија. Што е она што Никос Кодзијас изјави, гледаме во продолжение благодарение на колегата Сејат Ризвановиќ. Грција сака да ја види Македонија во НАТО, но заклучокот од самитот во Букурешт останува, а тоа значи дека треба решение за проблемот на името пред земјава да може да се приклучи кон алијансата. Во време кога се погласни калкулациите дека Македонија може да влезе во НАТО под привремената референца, грчкиот шеф на дипломатијата Кодзијас од Скопје ја реафирмира позицијата на Атина. Што се однесува до НАТО, постојат одлуките од Букурешт и со тие одлуки и нивното реализирање оваа земја ќе стане член на НАТО. Како сега ќе се реализират тие одлуки на НАТО, тоа не зависи од нас, зависи од тие што треба да одлучат. Македонија има нова политика која гради добри односи со соседите, порача македонскиот министер за надворешни работи Димитров. Прашан од грчките новинари дали Македонија размислува за тргање на античките статуи, Димитров одговори дека е рано за тие разговори и дека ова е само втора средба со колегата Кодзијас. Ние не сме среќни кога нечии големи мапи навлегуваат во територијата на Република Македонија, така се разбираме дека и Грција не е среќна кога ние или некој мафта со големи мапи. Мислам дека е 2017 година. Не ми требаат 100 статуи за да бидам горд македонец, и тоа во смисла во која што нити пак ми пречи кога некој грчки граѓанин во Солун се нарекува македонец. Инаку министрите Димитров и Кодзијас неколку пати потенцираа дека односите меѓу Македонија и Грција мора да бидат пријателски. Прашањето е да ставиме нашата рака на срце и да кажеме сакаме да се решат проблемите. Ние, владите, општествата, граѓанинот, сакаме. И јас тука Никос често го цитирам во однос на неговата реченица за историјата. Таа треба да е учител, меѓутоа не треба да е затвор. Грчкиот министер Кодзијас во Скопје зборува и со премиерот Заев, вице-премиерот Буер Османи, представници на политичките партии, како и со председателот Иванов. За време на посетата на грчкиот министер, пред Министерството за надворешни работи протести одржа Светскиот македонски конгрес. Кодзијас во Скопје. Исто сонце не грее. Ќе има ли затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија е темата на која што денес разговараме. Телефонските линии се веќе добро познати и отворени. Дали веќе го имаме првиот гледач за денешното издание на Очи во очи? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма, сте ве слушаме. Убав ден и среќен ден. Јас мислам дека ќе има позитивни резултати со текот на времето, затоа што по исказот на Кодзијас прво кажуваат за добрососедските односи, а после за името. Името, мислам, дека ќе најдат нешто заедничко за да се реши и за да биде позитивно. Више еднаш треба да се заврши тој напор на непријатен однос со Грција околу името. Името не им е пречка, него други од страна диригираат, така да Америка да нареди Грчка одма ќе попушти и ќе го признае името Македонија. Може нешто да се најде слично Вардарска Македонија или па Северна Македонија. Било како само важно да имаме напред, да се тргне економијата, да биде кој што треба. Би сакала да ве замолам дали може да честитам на една наша гледачка роден ден 70.
Слободанка, среќен роđенден од мене и од телевизија 24, да си жива и здрава, долг живот да имаш и да бидеш на ноги само и да си паметна, како што си пријатно и се најубаво. Честитки до нашата гледачка и од нас. Хубаво е кога знаеме дека се дружите и надвор од емисијата и комуницирате и разменувате мислења. Секако она што го посакуваме е достоинствено и овде во рамки на нашата емисија да ги искажете вашите ставови и размислувања. Продолжуваме понатаму со следниот гледач да чуеме кое е вашето размислување. Ке има ли затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија по оваа возвратна посета на министерот за надворешни работи на Грција Николас Коцijas? Добар ден. Добар ден, убав ден, гледаш од Охрид. А јас прво би дал честитка за овој состанок што го направија Грција и Македонија, посебно напорите на господинот Димитров, кој што прв го скрши мразот, отиде во Грција, ги почна тие нови чекори, значи за тргнување во решавањето на проблемот на македонското прашање. Тоа е многу тешко прашање. Сакале ние да признаеме или не, тоа беше закочено од некој пред тоа што раководеше, не сакајќи да го реши тој проблем, за да стане голем лидер и дека тој е само патриот. Меѓутоа, мислам дека патриотите се гледаат од другата страна. Значи, она што ќе го створат за доброто на својот народ, за доброто на својата идна генерација, за доброто да нашите деца се вратат назад, затоа што сите, значи, повеќе од 500-600 хиljadi деца ни отидоа надвор од странство. Тоа се најздравите, најсилните, најписмените особи кои што ги изградила оваа држава, вложила во нив и средства, и труд, и се. Но тие не можат ништо да допринесат за нашата држава. Ми се чини дека, значи, секој кој што ќе каже супротно од ово, не барам некој да ме поддржи, но правилно да размислува, затоа што прво ќе кажам за се, моите деца сите се отидени во странство. Јас останувам тука сам како утка. Нели ми е мило и драго да бидам со своите деца и внуци овдека? Нека така размислуваат сите граѓани. Значи, оваа средба да биде вториот чекор кој дошол овдека, значи, Коцijas. Утре, значи, да таа возвратна посета да се врати назад во Грција. Само на тој принцип ние можеме да го решиме проблемот и со за влегување во НАТО, влегување во ЕУ. А влегувањето во НАТО и во ЕУ, тоа се две големи гаранции, сакале да признаеме или не. Значи, чадорот на заштитата на безбедноста на една земја е ако си со силните, значи во НАТО, а другата придобивка е ако се влезе во НАТО. Значи, на некој начин на нас ни се отвараат сите полиња на пазарот. Ние можеме да произведуваме и да пласираме. А во оваа ситуација ние сме ограничени, како што беше случајот, пример ќе го спомена со Хрватска, која ни наметна давачки повеќе од над 20 пати од колку што е дозволено. Дали сакаме уште да бидеме затворени и да уште да се удираме во гради дека нам не ни треба Европа? Ама Европа ќе се распаѓа. Кога ќе се распаѓа за сите и за нас не се распадне. Значи, добро, да ставиме да секако простор и за останатите гледачи. Јас ќе ве замолам да бидете кратки за да имаме простор за што повеќе јавувања, да го чуеме гласот на повеќето од гледачите на Очи во очи. Добар ден за следниот. Еве како ја, например, Петар Христовски, Пепи Колечка. Повелете, Пепи, да чуеме што вие ќе кажете. Ке има ли затоплување на односите? На оглед му кажав така, на оглед му кажав ке имаш достојна замена. Ви благодарам. Двете женски. Прашајте го, поздравете го. Значи, јас сум секогаш краток, као што речете. Да немаше споменици. Александар Македонски, улици, споменици, улици, аеродроми. Побрзо ќе се решеше името. Гарантирам. Тоа беше голема кочница. Затоа што Александар Македонски не е македонец, него е грк. Ја тврдам тоа, имам и докази и сум зборил и порано. Значи, а преговорите се добри, идат на добро, економски, соработка, а за името, по моје мислење, промена, како што рече претходната, северна, јужна, западна, северна, не. Само Република Македонија, ништо друго. Моје мислење. Тоа е што јас сум секогаш краток, Савенска, поздрав до сите во колеги мој од Пепи.
Поздрав. Ви благодариме, поздрав и до вас. Продолжуваме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме и дали вие сметате дека ќе има затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија? Ја мислам почнати се затоплувањата и добро оди. Но проблем многу лесно е да направиш, а многу тешко е да го решиш. Например, проблемот го направи Лјупчо со растурање на Југославија и Никола го настави истиот проблем. Зошто? За да се одржи на власт. Ама тоа не може долготрајно да стои. Сега Никола е толку итар и паметен и способен и мудар. Оди полека и ќе дојде некој решение, ќе се најди. А некако Лјупчо, кога ще раздруживне, прво вика во Солун конгрес, Македонија до тамо е наша, а одиде, имаш ли војска, ќе окупираме, почна еридента да секој. Ова да нервира мене секој сабајле, на овие 2-3 телевизии, но стоп буфтат Македонија, картата ја прикажуваат, а програците ги нервира. Ја не знам зашто не се освестат да речат, чекай да ке одиме. Картата ја прикажуваат сокраците, не знам ова, денци прикажуваат. Тие денци, ако били способни, ќе направиле нешто. Тие сакат ова парче што Тито ни го даде, да го рушат, ништо друго. И да стоят на власт, да го лажат народот. Тоа е стварната работа. И луѓе во сите знаците гледат, ама се прилепиле на таа партија и дремат, мижат таму и одат извагла. Имајте убав ден и поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Го вклучуваме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Дали ме слушате? Ние одлично ве слушаме, да го чуеме вашето размислување. Исто сонце не грее, изјавата на Никос Кодзијас. Ке има ли затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија? Да, благодарам. Мислам дека сега влегуваме во една фаза во која може слободно да се даде поздрав на позициите кои ги изнесува нашиот министер за външни работи. Надоврзано на тоа и одредени тонови кои доаѓаат од неговиот колега од Грција говорат за тоа, не за некаква еуфорична, оптимистичка атмосфера, но за еден мирен, сталожен, паметен приод кој може единствено да донесе до решение со дипломатски потези, со дипломатија, со уважување, со онаа позиција што ја одбраа изградба и доградба на односите меѓусобно, на Балканот и меѓу себе. Тоа е формулата. Инак, правење споменици во ветер и магла, за инак, тоа никаде не води. Ни со Грција, ни со било кој партнер. Само ова што сега се случува. Треба полна поддршка, многу паметно настапување и резултатот ќе дојде. Јас сум оптимист, благодарам што ме сослушавте. Ви благодариме и ние за вашето јавување во рамки на денешната емисија Очи во очи. Продолжуваме со следниот гледач. Имаме ли веќе некого на линија? Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Секогаш средбите и разговорите се добродојдени и тука нема воопшто дилема дали треба да се поздрават или не. Меѓутоа, во сите разговори и прашања меѓу соседи треба да се расчисти прво сопствениот двор, па после да се бара да се кај другите да се барат нивните грешки. Затоа наполно го поддржувам онда што го кажа мојот сограѓанец Пепи Христов во однос на паметниците. Што ни е нас Александар Велики? Александар Велики беше освојувач, како и сите големи освојувачи во историјата. Имаме ние Блаже Коневски, Мисирков, Паскал Сотировски и плејада други кои што треба да го добијат своето место. Ми во секој случај посочувам на 3 работи кои што се многу битни. Прво, како си дозволи нашиот синот на Македонската православна црква, за кого немам добро мислење, да на еден паганин, алкохоличар и што да не речам друг, да му се постави еден огромен паметник пред култната црква, храм христијански Свети Димитрија. Како си дозволивме да градскиот стадион го именуваме како стадион Филип II? Па Филип II нити знаел што е фудбал, нити некогаш играл фудбал, па ако некој историчар каже дека играл центарфор или халф или што било друго, да го прифатиме. Ние имавме на сите спортски објекти треба да се стават имиња на спортисти.
Така, например, мој предлог е дека градскиот стадион требаше пред сеја нација да го носи името на првиот капитен на југословенската репрезентација во 45-та година, познатиот Кирил Симоновски Джина, или па на друг фудбалер кој што ги имав исто така многу. Исто така, треба да се стави на дневен ред да се каже по право. Мене не ми е јасно, навистина не ми е јасно каква е функцијата на Меѓународниот македонски конгрес, чисто долгогодишен председател, кој ги надмина дури и Сталин, и Хитлер, и Джингис Кан, и кој не во однос на траењето на неговиот мандат председател, да биде еден Лези Лебович, како што е Тодор Петров, кој што беше многу деструктивен и првиот ги наруши односите со нашиот сосед, со Грција, поставувајќи барикади на границата. Да се каже, што тој представа, кој го бира, зошто го бира? Има многу прашања, и затоа велам дека ние треба да си го расчистиме прво дворот наш, па да бараме и од соседите. Добро, ви благодариме за јавувањето. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Кој ни се јавува? Добар ден. Добар ден, повелете во програма, сте ве слушаме. Поздрав до вас и до емисијата. Па, ќе се обидам да бидам краток. Значи, прво, ние треба самите да ги решиме проблемите од наша страна, без притисок, без барање од Грција, значи, да се трнат тие споменици кои не се ни македонски, ниту го одразуваат нашиот идентитет и кои се насила вмеднати во нашата историја и што нормално ги нервира нашите соседи. Кога тоа ќе се среди постепено, ќе сватат од другата страна дека имаме добри намери. Пред се треба да се признаат границите државни, бидејќи од кај нас уште некој вели дека се спрема во некоја блиска иднина обединување на Македонија, што нормално донесува до непријатни ситуации. Ние во такви услови не можеме ни да преговараме, ниту да се обидуваме да влеземе во некои организации каде што членуваат нашите соседи. Значи, прво да трнеме од нас, кога соседите ќе сватат дека ние сме добронамерни, ќе немаат никаков мотив да не блокираат, а меѓународниот притисок згора на тоа ќе си ја заврши работата во позитивна смисла и за нас и за соседите. Толку благодарам. Ви благодариме за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Кодзијас денес во Скопје исто сонце не грее. Што мислите вие, ќе има ли затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија? Добар ден. Добар ден, да се надеваме дека ќе има подобрување, меѓутоа сакам да спомнам за изјавата од Николче Петревски дека Александар не бил македонец. Да не е маđар или турчин да не е. Самите си се негираме ние македонците. Самите си рипаме в стомах со нашата неписпенотилук. Ви благодарам и поздрав. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Што вие размислувате? Ќе има ли затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија? Па зависи за што се смета затоплување на односи. Ако некои сакат да ни сменат вековно свето име Македонија, да се откажем од се наше македонски, така да затоплат односи на меѓу нас и Грција, тогаш што е велепредавство, затоплување на односи со Грција, а завладување на односи на ова влада со македонскиот народ и со се што е македонско. И конечно би апелирал до некои да престанат да бараат проблем во наш македонски народ, во наша Македонија, во наши македонски историски личности и великани. Македонија постои не од вчера, постои од памтивек па до денес. Ние сме си автохтон народ, не сме дојден од некаде, тука со генерации живееме. Сведоштво за тоа дека е така, нека ми каже еден кој се води по антимакедонска теза дека ние сме некој диво племе, наводно дојдено во 5 век таму некаде, од некаде таму зад Карпатите, нека ми каже една историска личност која била водач на тие наводни Словени, наводно дојдени од зад Карпатите. Една историска личност нека ми каже. А сепак Филип и Александар Македонски се светски историски личности кои се наши македонци од Македонија. За оние кои се сметаат себе си за македонци и од Македонија, тогаш треба да ги почитуваат Александар и Филип Македонски, пошто тие се македонци. Светот ги почитува и признава како историски великани, поготово Александар кој го обединувал светот, кој бил многу цивилизиран, каде во тие времења
се воделе битки меѓу империја со империја, но секаде Александар имал респект кон секој народ кој го освоил, негов идентитет, култура, јазик. Добро, ние полека некако ми се чини се оддалечуваме од темата, одговорот го бараме во тоа дали ќе има затоплување на односите, а не историски гледишта од страна на сите. Да. Сега би кажал вака, дека почити до Светскиот македонски конгрес, кој не завладува односи меѓу нас и Грција, туку тие од југ кои во 21 век негираат наш македонски идентитет, па не нарекуваат, ако појдеме таму долу Скопјани, Скопје сте вие, ако речеме дека сме од Македонија, онма охи, Македонија, нема македонци. Значи проблемот е во нив долу, пошто тие фашистички во 21 век негираат македонски народ. А не е кај нас проблемот. Овие кои пред мене се јавија, конечно редно е, доста се саботери душмани на својот македонски народ и Македонија, па бараат проблем кај нас овде, конечно, нека застанат обединето на македонска наша страна, да одбраниме се наше македонско. Добро, го свативме и вашето јавување и вашето размислување, да оставиме простори за следните гледачи. Ве молам, бидете кратки и јасни. Добар ден за кого? Дали се слушаме? Кодзијас денес на посета во Скопје, исто сонце не грее, дел од неговата изјава. Што вие размислувате, ќе има ли затоплување на односите помеѓу Грција и Македонија? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Само не сакам да дискутирам во врска со темава, да ви кажам дека дали ви е исклучен вечето и немојте да уколчувате. Ме молам, историја нема да држи расне. Добре, ете го прекинавме, ајде сега да не го прекинавте, кажува таму библиски држави, библиски ова, ве молам, престане со тој човек да ствара револ во Македонија. Во ред, ве слушнавме и вас, бараме гледачи кои што ќе зборуваат на темата. Вие препознавате се, но не сакате да ги скочите. Сакате да кажете нешто на темата? Очигледно. А тој не беше на темата. Од кај беше на темата, кажете? Во што беше на темата? Добро, ви благодариме вам за јавувањето. Продолжуваме со следниот гледач. Ке ве молам без нервози, има простор за сите да кажете збор 2 на темата, доколку одите подалеку, секако ве прекинуваме кога веќе гледаме дека сте надминале границата. Кој ни се јавува? Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте. Овака, јас слушам и не можам да се изначудам што се случува, значи, со нашата Македонија. Прво, на некој смета што некој спомнува дека сме библиска земја, тоа е со факт сврзано дека сме. Прво ќе кажам, значи, да дали ќе има затоплување во односите со Грција, јас би кажала дека ќе има доколку се смени името нашата Македонија, кога тоа ќе се пристати и ред од гледачите што се јавија и кажа дека не бил Александар, не бил Филип и ред други што ги спомнаа македонци. Значи, се дека има такви луѓе во нашата Македонија, верувајте дека на Грција тоа им одговара, а нашата нова влада, предводена од Зоран Заев, ви гарантирам дека со промена на името, нормално сонцето ќе биде топло и сите ќе не грее. Значи, не може да го нервира предходниот гледач човекот кој кажува за библиска Македонија. Значи, некој спомна дека го нервира Македонската православна црква. Сето тоа се знае каде води. Значи, тоа се луѓе на постоечката вода. Ви благодарам и пријатно. Ви благодариме за јавувањето. Имаме ли следен гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ја поддржавам ето и пред мене гледачката и овој дале од канализација Прилеп што работи, дека Македонија е библиска земја, но од кога Тито ја формира Македонија. Овие олоши што напаѓаат, тоа се направија конфликти со Грција намерни, не да се влезе во НАТО и во Европска Унија, туку да исплячкаат пари, за да можат после да живеат цел живот, не само они, и правнуците да живеат со тие плячкани пари. Добро што ги фативме. Сега, друга работа сакам да кажам. Овој се македонски конгрес. Спомна еден. Тој доживотно не знаеме кој го бира, како го бира. Тој човек дали е болен или не знам како е, ете и он не знам што бара таму во Скопје да ја руши работата уште. Го плаќаат пари. Не знам и кој го плаќа, тој од наши пари оди. Сигурно. Тој човек треба да се смири.
Добро, на темата, дали ќе останете или ќе треба да ве прекинам и вас? Завршувам. Да. Не, Тодор Петров. Добро, доколку не се држите до темата, одиме понатаму со следниот гледач. Немаме многу време, има интерес од гледачите да чуеме кој ни се јавува. Ало, добар ден. Добар ден, во програма сте. Поздрав од Љупче од Струга. Поздрав и до вас и до Струга, да чуеме што вие размислувате. Ке има ли за тоа? Што да размислувам после се ова што го слушнав овие 20 на минути колку трае емисија веќе. Едно е сигурно. За да не грее исто сонце и за да има затоплување на односите Грција-Македонија, мораме да ја прифатиме реалноста на светот. Ако не ја прифатиме реалноста на светот, а реалноста на светот се темели врз силата на посилниот, во случајов Грција нешто е посилна, не знам колку од Македонија, меѓутоа има подршка од другиот дел на светот и зато така се однесува. Но ние треба да сватиме дека антиката не е само антиката наша историја. Не е само Филип и Александар наша историја. Ние на крај на крајшата, ајде да поставаме едно прашање не хипотетичко, него реално. Каков јазик, каков говор имаме? Словенски. Македонскиот јазик е словенски јазик. Од групата словенски јазици. Па дали Филип или Александар биле словени? Ајде да ве прашам и вас. Не. Сигурен сум дека ќе одговорите не, зашто толку сигурно знаете и вие. Сега, овие кои се борат за античките корени во наводници, ако е тоа во наводници, разбира се, јас мислам дека е во наводници, затоа што тие се борат заради некакви интереси лични, вакви, такви и така натаму, од кои забораваат каде треба да оди Македонија. А Македонија треба да оди во Европа, треба да оди во НАТО. Тоа се нашите определби. Ако сакаме да продолжиме на тој пат во НАТО и Европа, треба да го решиме проблемот со нашиот сосед Грција, со првиот сосед, еден од првите соседи. А кога и како човек јас немам добри односи со мојот прв сосед, тогаш јас не знам како би сакал да одам понатаму и да бидам пријател со онај подалеку и онај потаму и онај понатаму, ако немам блиски односи со мојот прв сосед. А ние имаме со првиот сосед блиски односи. Летово, не знам колку илјади македонци отидеа, наши од Македонија, од Република Македонија. Македонци од Република Македонија, го потенцирам ова. Добро, господине, јас ви благодарам за јавувањето. Воедно вие бевте и последниот за ова денешно издание на емисијата Очи во очи. Повеќе за средбата код Зијас Димитров, секако и за неговата посета во Македонија и останатите средби кои што во текот на денот требаше да ги оствари при неговата посета со премиерот Заев, вице-премиерот Бујар Османи и представници на политичките партии, како и председателот Иванов, секако следете во Централниот дневник во 17 часот. Јас овдека ви се заблагодарувам за вниманието. Останете со 24.